Кажи ми, зашто ме чекаш, е? Абе, зошто би можел да чекам? Овде сум заради тебе. Не сум платил последните месец дена и овој месец малку ми е потежок, не можам да си платам кирија, па тоа сакав да ти кажам, затоа те чекав. Следниот месец имаме одмор. За време на празникот нема да можеш да платиш. Не дај Боже, нема да биде така, ама знаеш, имам многу трошоци. Дај Боже, ќе си го подмирам долгот, ќе биде добро, ајде. Нема да се случи тоа. Ти си ми пријател од детството. Ти текнува какви игри игравме кога бевме мали. Да, што се не правевме, така? Празно ми е без тие. Така? Празно ми е без тие времења. Многу ми недостига. Зошто, бе? Затоа што ова го зборува Дузгун и Фикри. Договорија меѓу себе се. Дузгун ќе има повеќе земји од мене. Што ќе биде ако тој има повеќе земји од мене? Тој ќе стане селски господар, а мојот имидж ќе пукне. Ајде бе, Решат. Како што играше игри во детството, направи нешто повторно. Скрши се, нема да успее тоа. Праве, пријатели, ама ќе успее ли повтор пат? Ќе смислиш нешто, ти ќе смислиш. Слушни ме. Смисли и ти нешто. Добро, ќе размислам, ама ќе добиеме, ќе победиме. Да, ќе добиеме. Ајде полека. Што е ова, бе? Полека, така. Тефо, фала ти многу. Фала. Фала многу, дете ми со здравие. Што е ова? Со лесно? Требаше да готвиме храна за ифтар, затоа се спремаме. Што би можело да е? Исмаил, ти ако сакаш сега кажи им на сите дека не треба да готват ништо за ифтар. Добро, ќе им кажам да не готват ништо. Ајде побрзо. Ајде, внимавајте. Абе, Полека. играме табла малку, времето брзо ќе помине. Не може. Или некоја друга игра, шах, например. Не може да? И зошто не може, поинтересно ќе ни биде? Не може, затоа што момците во ова село не играат табла со девојките. И без карти нормално. Не може да играме игри со допир. Ајде, на вистина ли? Ајде да разговараме тогаш барем. Тоа може. Да, може, секако. Ама во кафеаната нема карти. А ако нема карти, тогаш што? Тогаш може нормално да разговарате. Да ти објаснам ли? На телефонот имам апликации, таму може се да правиме. Ајде, Јулгин, дојди. Чекајте, јас ќе Дојди. Наđун, и ти ли ќе одиш? Не, што ќе правам таму? Убаво кажа, твоето место е овде. Назјун, може ли да те прашам нешто јас тебе, Прашај, Маџер. Имам чувство дека ова момче е заинтересирано за Јулгин. Или може би тоа е само моја фантазија, не разбирам, ама треба ли да почнам да се грижам или нема потреба да се грижам? Секогаш ли се толку блиски? Не, нема ништо. Тоа е само пријател здодавно му е. Па штом велиш дека е пријател, добро. Штета за сиромашкиот, нека биде малку среќен, нели? Даде ми не. Бурали, што правиш бе тука, Гледам, ама не разбирам ништо. Ти готвиме. Сега разбирам, сине, да. Ти што правиш? Готвев билки и зачини за спремање лекови. Сината за притисок, виолетовата за диабетес, зелената за желудник. Знам дека нашите луѓе ќе јадат многу за ифтар и за тоа за желудничето, да, значи знаеш како е. Ќе јадете, па прво им расте притисокот, па потоа шеќерот во крвта, па желудникот набабрува, а лековите се спремни. Сина, виолетова, зелена, добро. Сега да ги следам. Даде ми не слушни ме. Нека знаат сите дека ние ќе готвиме. Да, ќе им кажам, не се секирај. Ама само да ти кажам нешто. Што тоа? Побрзо побарај раката на Илгјун. Нашата баба Нурија и Дузѓун нешто смислиле, верувај ми, нешто ќе направат. Што смислуваат тие? Види, не можам да ти кажам за тоа. Ке има озборувања, а тоа не ми се допаѓа мене воопшто. Бурали, кажав што имав да кажам, не смеш да кажеш никому и нема да кажеш никому за ова што ти го кажав, добро? Ајде сега спреми се ти им кажам, јас на сите, не се секирај ти. Почекај малку. Ало? Ферло,
Дај го телефонот на тета. Не е до мене, подалеку е. Абе, море, ако не е до тебе, оди до кај неа, направи некој чекор. Браќа, дојдете да ви кажам нешто за готвењето. Брате, ајде оди. Нозете не ме држат. Молам. Елмаз, зошто ти е случен телефонот? Нели нема мрежа, ти да не заборави случајно. Слушай, во истев момент, стануваш и трчаш до приколката. Ама брзо ме, слушаш ли? Брзо. Зошто? Треба да прославиме. Што ќе прославиме? Имам многу добри вести за тебе, душе. Дојди, ајде, за пола сат да бидеш таму. Ајде, добро. Ајде, ако завршиш со работата, може бе да одиме на плоштадот. Чишко, држим, јас морам да одам до приколката, батеријата ми се испразни, може да ми се јават и за минибусот, подобро да го наполнам телефона, така си велам. Истинко би ти ја дал колата, ама го знаеш, господин Фикри, таму сигурно веќе ме чека. Аз воопшто не сакам тој да ме чека мене. Малку ли направи за мене, ти си Ајде, биди ми вистински татко си, вистински Ајде. татко, еј. Ајде да си ми жив и здрав. Господи Боже. Зошто се прегрнуваат постојано? Ајде да одам јас. Тргај. Доаѓа наваму. Види ти неа. Господе Боже. Живи Бога како мува е. Треба да се подготвиме. Даде Емине ми кажа да бидам внимателен. Баба Нурија и Дузѓун спремаат некој друг за мојот Илѓун. Ферите тоа, бе, ферит. Абе, браче, ние тоа многу добро го знаеме. Да, кажи нешто што не знаеме. После вчера не верувам дека Ферит ќе ја погледне повторно. Но што ако Дузѓун ја вети мојата девојка за некој друг? Не ја оставам таа можност, има да му го пукнам носот. Абе, братче, во право си, ама како ќе го победиш тој човек? Мислиш Ферит е слаб човек? Не видовте дека го претепа и Чичко Дузѓун? Како ти ќе го победиш? Во право е. Место да го тепаш, ти ќе подготвуваш јадење. Во право е, навистина е така. Е како мечка. Што да правам сега? Добро, добро. А ако не можам сам, можеме заедно. Секако, добра идеја е тоа. Многу добра идеја, ама мене коските се уште ме болат, брат. Треба ли да објаснувам уште или, а? Јас сум со тебе. Брату. И јас би сакал да кажам дека сум тоа, сум против суровости. Еј, Куси, не ми го прави тоа. Немој те молам, ти си најсилниот меѓу нас, знаеш. Ајде, брату. Што да правам сега? Добро, добро. Кога? После ифтар. Ифтар. Да. Тогаш мора да го преземам најопасниот дел. Да ги свртам луѓето на другата страна, додека го тепате човекот. Еј, брату, од тебе веќе не барам ништо во мојот живот. Те сватив, брату. Те сватив. Чекај сега, не се вреѓај веднаш. Ме тераш да го убијам ли овој човек? Доаѓам со тебе, ајде добро, ајде добро. Ајде де. Маџир доаѓа со вас. Значи во близина има едно момче, црнокосе и размислуваш за тоа момче, ама мислите му се на сосема друга страна. Како тоа? Не, сериозно, така изгледа овде. Ѓулѓун, мислам дека не треба да му веруваш на овој човек. И како малку чудно да оди овој, а? Ама јас мислам дека знам кој е. И ние свативме за кого се работи. Друго? Друго, чекај да видам. Здраво! Што правите? Ништо, Џунет ни гледа. Девојко, се случило нешто лошо? Најдовте нешто лошо во врска со Маџер и Исмаил, тоа ли е? Ти, зошто зборуваш пред сите за Маџер и Исмаил? Ја што реков? Не ти е дечко Маџер и Исмаил? Лага ли е? Девојко, молчи. Ти имаш момче, значи? Не, во село девојките не може да имаат дечко. Да, не може. Ама таа ќе се омажи за Маџер, така ли е? Лага ли е? Не, слушај неа. Во ова село девојките не може да имаат дечко. Види, и таа го зборува истото.
И ти имаш, дечко, немаш? Мислам, имаш? Лаз Исмаил. Баш го погоди. Не го сакам Лаз Исмаил. Ми се допаѓа Джунейт мене. Уште од првиот ден кога го видов. Джунейт, може би и ние ќе се венчаме, а, Джунейт? Што? Тато доаѓа? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Како си, Фикри, ти помина ли лутината? Извини, ама јас тебе не ти се налутив, господине Дузгјун. Јас му се налутив на нашиот Коптагел. Бе, пријателе, како можеш да му се налутиш на собственото дете? Слушамо, Да. каде се Исмаиловци, бе? Јас не ги гледам овде, а? Многу си заинтересиран за Исмаиловци. Зошто прашуваш за нив? А што треба да ме интересира, бе? Жал ми е за овие деца. Ги бендисуваат девојките, а вие кон нив се однесувате како кон мајмони. Зуваат поинаку. Да прашам или не? Како си? Добар сум, добар господине. А зошто прашуваш? Добро, фала му на Бога. Вчера во борбата тешко беше да го победиш овој херој. Сакав да прашам, како ти се мускулите, болет ли? Добро. Ке им се одмаздам, не грижи се. Кога сакате, господине Дузгјун? Повели господине, само што стигнав дома. Добро, оди уште еднаш, Ерол. Уште еднаш? И после уште еднаш? Потоа не. Потоа ќе собереш се што си собрал и ќе ги однесеш на площадот. И убаво за да може да се јадат за ифтар. Како ќе кажете? Добар ден на сите. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Фикри, ако немаш никако план за вечер, те канам на ифтар. Девојките готват за вас. Какво јадење? Види, онамо седат сите. Да, а и околу нашата куќа има такви што се врткаат. Синко, слушамо. Јас мислам не знаете вие се. Да знаете ифтарот ќе биде на площадот денес. Не знаете, нели? Не знаевме. Каде е, бе, овој бурали Исмаил, а? Кај отиде тој? За разлика од сите други, тој ќе готви денес јадење, тоа ви казва. Се колнам, не знаевме. Внимание! Сообштение од сетиштето на ова село. Денес ифтар ќе се одржи на площадот. Ќе се служи храна од селанецот Исмаил кој доби казна. Бурали Исмаил и Илдјун ќе готват. Ви го најавувам ова за да не готви никој дома храна за ифтар. На сите ви посакувам убав ден. Ајде, пријатно на сите. Поздрав од мене, старешината Емине. Силно те зборува за Илджио, намерно го прави тоа. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, бе. Ферит, стани бе, синко, оди помогни им на браќата. Од каде сега тие мои браќа? Синко, сите сме ние овде браќа во ова село. Затоа така ти реков и тебе. Добро, во ред. Добро. Јас да се фатам за работа. Ајде, черка, ајде. Дузгјун. Да. Каде е Коптагел? Фикри рече дека ќе дојде кај тебе. Каде? Отиде кај камперот, ќе дојде наскоро. Каков човек си ти, бе, каков човек, бе. Јас сум крал, бе, крал. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarım giymiş beyaz azya, cuma namazından gelir. Боже, колку убаво игра. И колку е весел, со таква радост. Коптагел може да ме направи среќна цел живот. И нашите деца ќе се родат среќни. На Коптагел ќе мурдам цела екипа деца. Прекрасно. Што ќе направиш ти, што?
Што се случува, бе? А и ке ме излуди оваа, ке ја искубам целата коса. Кој е тоа? Доне, таа те следела тебе. Мене ли ме следи? А, Зошто мене да ме следи? Не разбирам. сакам да ти родам многу деца. Не се смеј. Јас и онака не планирам деца. Разбираш ли? Па како тоа ќе се случи, а? Тоа значи дека за сега не сакаш да имаш деца, ама подоцна, ама што да ти кажам, веќе не можам. Елмас, што реков јас сега? Елмас! Боже. Каде падна таа девојка, бе? Слушај ваму, што гледаш таму? Веднаш оди во караванот, Коптагел. Доста е веќе. Господе Боже. Ај, земи си ги патиките и оди си одовде и да не си се појавила повеќе. Што е ова? Твоите чевли. Ако те прашаат зошто си дошла, ќе кажеш дека си дошла по патиките. Слушај, кукло, Елмас стои пред тебе. Елмас екси. Ако се налутам и патиките твои ќе му ги дадам на ѓаволот. И понатаму, ти си знаеш. Зошто ми се лутиш толку? Не разбирам јас. Не разбирам. Ми беше доволно да слушнам што зборуваш ти. Те молам, земи си ги патиките и оди си одовде, те молам. И повеќе никогаш да не си се појавила пред нашата куќа. Коптагел, на кого му мафташ ти? Авион прелета сега. Што направи? Си замина ли? Замина. Добро. Слушај, може да не гледа од зад грмушки некаде, да влеземе внатре да поразговараме. Ајде. А зошто ме викна ти тука? Многу сум љубопитна. Што се случило? Што е? Ајде. Влез. Дојди. Ај, душо, кажи што се случува, многу ме интересира, срцето ми чука. Тик-так. Добро. Стои цврсто. Стојам. Стоиш цврсто? Цврсто. Дузјун одлучи да ми купи минибус, бе. И јас ќе работам и полека ќе му давам пари, разбираш? Навистина ли? Секако, душо. Нели ти реков дека ќе сменам насоката? Нели ти реков? А, што ти реков? Што ти кажа? Рече. Нели ти реков? Рече. Нели. Ај, фала му на Бога, конечно убави нешта. Така ти е тоа, душо. Ти реков дека ќе го натерам да ми купи минибус. Ај, душо, ти си гений. Твоите стратегии се секогаш насочени кон иднината. Навистина многу се изненадив. Знаеш дека не ти е лоша идејава дека сум некаков гений, разбираш? Можеби во мојата фамилија имало некои гениалци. И тоа за иднината што го кажа, да, тоа таква е стратегијата секогаш. Венчавка со тебе. Срцето изгледа почна брзо да ти чука. Дојди малку, дојди тука малку. Ај, Боже! Исмаил, препушти ми мене, оди по лонецот за пилав. Ке направам и пилав, добро? Добро, одам. Што правиш? Ништо. Мислев да го промешам. Не може така. Што правиш? Престани. Сакам да имам придонес во оваа чорба. Забрането ли е? Ќе биде многу солено, зошто правиш вака? Слушавам. Ќе го направиш пресолено и никој нема да го јаде, така ли? Не е поради тоа. Не сакаш да ми се смириш. Затоа правам вака. Уште малку па ќе те удрам по главата среде улица, да знаеш. Што се случува? Ништо, што може да се случува. Убаво мирисаше, па сакав да пробам. Таа не ми дозволи. Да, упорене, ама го заборавив тоа, господине. Ајде, само ви одете, овде е жешко, ајде одете. Да одиме. Лесна работа.
Го донесов зеленчукот. Добро, а сега оди во овоштарникот и набери многу овошје и врати се. Како ќе кажеш, господине? Ајде, оди. Еј, Душјун, зашто е таков овој? Па работи, работата е најголема вера. Знаеш дека работата е најголема вера. Навистина, Господе Боже. Господи Боже, што е ова? Зашо си водена? Бато, падна во морето додека шетав. А што доаѓаш овдека? Оди дома. Еј, зашто и викаш на девојката? Тргнав на кај дома, ама прво сакав да те прашам нешто. Може ли? Прашај, Керко. Сега, господине, паднав во вода. Дали го прекршив постот? Не го прекрши, Керко. Биди спокојна. Ове! Ох, а колку огладнев? Слушај ме сега, на никој ништо нема да кажуваме. Во ред, утре кога ќе стигне минибусот, ќе биде големо изненадување. Ај, жими Бога, ќе бидат многу изненадени. Шок, шок, шок! Неговата тетка му стана негова љубов и купил нов минибус. Коптагел повторно во акција. Ај, во право си. Едвај се воздржувам да не те изадам, будалче мое. Види, девојко, време е да одам сега. Ајде да одиме. Одличен сум, одличен сум. Дојди ваму. Şehirden geldin kalktın köyümüzün güzeline havayı mı yaktın İşine gelirse şart olacaktır sen hanım köylü büyük şehirden geldin kalktın köyümüzün güzeline havayı mı yaktın İşine gelirse şart olacaktır sen hanım köylü köyün taşıdık artık sahibi kadınlar saltanatın hem kendini hem bizi yaptın vay vay yine yaralamadın. Прославечке? Леле, Господе, ти благодарам за се, ти благодарам. Супер. Повели. Благодарам. Чекај. Еј, Коптагел! Откако ќе се најадеме, сакам да ни запееш, да ни биде повесело. Многу весело да биде. Стој, да не си помислил. Ај, зошто зете? Цело време песни, се мрднав од тоа неговото завивање веќе. Може ли човек да се измори од своите деца? Не, секако не е заради мене, веројатно се изморил од селото. Во Истанбул се навикнал на ноќен живот, изгледа дека му е здодевно. Да имаше овде минибус, би влегол и би заминал во Мармарис, например. Би се одморил и би се вратил назад, само во селово нема минибус, ете, што да се прави, така? Тоа е. Во селово нема потреба од минибуси, затоа нема. Како така бе, луѓе? Што значи тоа нема потреба? Цело време зборуваме за тоа. Ами што ако се нема потреба од такво нешто? Нема потреба. На селово му треба еден минибус, ама ќе видиме. Ако е судено, може би и ќе има, може би и ќе има. Кој знае, може утре, а може и порано. Никогаш не се знае. Кој знае, нели? Така? Дај Боже, дај Боже, дај Боже. Погледни ме бе. Да не сте купиле, може би, а? Криеш нешто од мене? За кратко ќе биде јасно, да знаеш се ќе се дознае. Ништо да е, мала шега, така ли, а? Шега. Изгледа ми се смеат мене, ама да не беше празник, ќе ви кажав јас вас убаво да знаете. Што не се вознемирувајте. Има уште време до Бајрам. Ајде, нема да си го расипуваме апетитот, да јадеме, ајде. На здравје, да, на здравје на сите. Како е јадењето? Недостасува нешто? Да ви донесам лепче. Повели земи. Ајде на здравје. Ако веруваш во себе, дојди ке водопадот. Ке зборуваме малку.
Стигнав јас, тука сум. Тука ли си? Овој дојде. Или не си тука? Таму ли си, се криеш ли? Каде си, бурали? Види го, се шегува. Ќе му покажам јас една шега сега. Одам, ако се случи нешто, јавете им на сите. Ајде. Еј, Истанбулецу! Како е, бе? Овде ме покани за да плачеме ли? Знаеш ти зашто те поканив, знаеш, еј. Чекај да се обидам. Ке ме прашаш дали ми се допадна храната. Знаеш дека не ми се допаѓаш, знаеш, нели? Не, што ти направив? Треба јас да ти бидам луѓ што ја донесе Бенгису. Ама како и да ја немам желба да губам време со такви работи. Еј, немој да ме глумиш! Види, не ме познаваш, има да си одиш од селово. А што ако не заминам? Тогаш подалеку од Илѓун. А ако и тоа не го правам? Види, пријателе, може да ти се случи нешто. Ме сваќаш? Послушај ме. Што правите вие тука? Ништо не правиме. О, Исмаилите на дело. Ќе те убијам. Што правиш тука? Ништо. Пријателот само малку ми се заканува. Зошто? Кажи ми, зошто да му се заканувам? Зборуваме. Се сретнавме. Како и да е, поразговарајте и средете. Морам да одам. Имам молитва. Погледни ме. Го викнавте овде за да го претепате? Ајде, кажи ми, зошто да го тепам? Се запознававме подобро. Да, мислиш дека ти верувам. Дојдете вие сите тука? Дојдете. Срамота. Навистина срамота. Не ви доликува воопшто. Слушај му. Исмаили, во ова село има правила. Однесувајте се пристојно. Тргни се, ајде. Ќе ти објаснам. Што ќе ми објаснуваш? Сега се ми се уништи. Абе, ке се насмеам ли јас некогаш? Кажете ми, ке се насмеам ли? Слушај, брат. Не дај Боже да не издаде кај девојките, да знаеш, тогаш може би ќе ни дојде крајот. Што ќе биде, одиме, ајде. Ќе им покажам јас.
Видете ја само Јапрак. Воопшто не се срами, гледајќи го Џунет во очи му кажа дека и се допаѓа. Девојки, препуштете ми ја мене. Многу добро знам како ќе се ослободам од таа Јапрак. Како ќе се ослободиш? Ќе видиш како ќе се ослободам. Девојки, каде се тато и Ерол? Останаа на плоштадот. Каде ве снема после ифтарот, а? Ме замислија Бурали, Исмаил и Ферит. И го следа Ферит. Сепак не мора само тој да ме следи. И што да видам, нашите момци се организирале да го истепаат Ферит. Леле. Сериозна ли си? Ај срам да му е на Маџир. Да, и на Кусиот. Мислам дека треба да ги казнат. И Лас треба да се срами. И Бурали исто така. Изгледа ти малку смекна во врска со Ферит. Дури и го штитиш сега. Не ме споредувај со тебе. Ние не сме исти. Нема да ме убедат толку лесно. Ајде донеси по еден чај. Господине, што се случува? Зашо си овде? Мене и баба Нури отидоа кај комшиите. Ти мислам, додека ги нема, да седнам и да наблюдувам малку. Ова е совршено место, од тука се се гледа. Убаво е, убаво е. Празно, ама нема никој. Ако, ќе се појави некој на крајот. Господине, ако имате време, може да ве прашам нешто? Ајде прашај. Суме навредил со нешто? Што вака ме казнувате? Значи, конечно свати. Разбрав, ама не можам да разберам што сум сгрешил. Ерол. И, откако рече дека сакаш да се жениш, си го фрли лебот на улица, така? Секако. Не побарав дозвола од вас. Секако и тоа. Господине, кога наближи оној од Истанбул и јас тргнув да го следам, мислам непланирана состојба. За да не останат сами девојките. Добро. Кога реши да се венчаш, ко малку да побудале, тоа е многу лошо. Ке треба малку да се коригираш, ке ти се смеат. Прости ми, господине. Нема простување, Ерол, нема. На вечерата Илџун стана и замина од поштадот и отиде во шумата, а ти не виде. Врати од шумата со Бурали Исмаил, а ти не виде. Ама така е, кога ќе ти одлета умот, ти не можеш ни себе си да се видиш, а камоли да гледаш и неа. Прости ми, господине. За простување ке простам, ама... Тивко, Ерол. Сокри се. Еве ги. Господине Дузгин? Земи само напред. Ве барав, господине Дузгин. Не се ли ова чевлите што беа кај вас дома? Овде ги оставивте. Ти, момче, како да се шегуваш со мене. Овие патеки не ли се твои? Не, господине, од каде мои овие премали се? Тогаш облечи ги, па ќе видиме. Значи ми давате предизвик како пепелашка? Ма ти облечи ги, па ти имаш и предизвик. Ајде да видиме. Ајде облечи ги. Добро, ќе ги облечам. Го познавам овој мирис. Види, не може. Пробај. Пробај со прстот одзади. Се обидувам уште да притискам. Не притискај, доволно е.
Доволно е. Значи така се случи, а? Така се случи, зете. Твоите чевли ми се помали за 2 броја, но зете ми отекоа. На крајот морав да ги соблечам. Ај, душо, стапалата ти изгледаат како дома ти. Зошто? Многу убави стапала има исти како на зетну, а? Така ли е, брат? Бато исто како и главата негова, Зете, како ги облекуваш овие? Ги носам, ама не ги притискам толку, не ги притискам. Какво притискање, што е тоа? Абе, еден ден и ти ќе носиш вакви, ама сега ако ги оставиш вака, ќе ти отечат нозете. Тоа е, нема бегање. Добро е што успеав да се сокријам. Да дознаеше Дузгюн дека се мој, немаше да ме остави жив. Секако, ќе ти го испратеше Ерол и ќе те средеше, знаеш ли, а, брат? Тето, ама не оди такви светли бои да ставаш. Ај, тети, но за жал мора да биде така, инаку уште повеќе ќе те болат. Патиките ми останаа кај него. Му реков дека моите се на перење. Утре ќе праша каде ми се патиките и зошто одам вака. Добре бе, Фердо, не се грижи до толку. Утре ќе одам јас во Мармарис и таму ќе ти купам некои нови, убави патики. Може ли така? На вистина? Ај, секако дека ќе оди, зет ти е најдобар и има добро срце. Заради тоа го засакав јас. Зете, зошто одиш во Мармарис? Ето, онака бе, не прашувам многу, слушаш ли? Немој, тетино. Боже господи, ќе има изненадување и за вас, ајде, без гајле. Што има за вечера? Колку е часот, а? Јас сега ќе направам нешто, зете. Што е ова, бе? Ова ли ќе го јадеме? Собери ги нозете, собери. Ајде, собери. Слушајте, зедов јајца од кај Дузјун, спремете ги, ќе ни држат ситост до утре. Добро, зете, веднаш ќе ги спремам. Полека, Елмас, полека. И го подобривте ли односот со господин Дузјун? Да, добро. Кога ќе се договорите, требаше да го направите тоа. Да, ама не стигнавме. Ајде, ќе се видиме утре са Вајли, ќе се договориме. Аха, добро. Абе тебе, ребрата да не ти се скршени. Па зошто седиш вака сгрбавен пред татко ти, срамота? Па иди исправи се малку. Мангу педан. Вечерта е многу убава. Yalar caminin kandilleri, saklı köyün güzelleri, bir bardak çay verin gari, Ramazan geldi, hoş geldi. Eski cami direk ister, söylemeye yürek ister. Benim karnım çok acıktı, körmem böyle canım ister. Добар ден. Добар ден, добре деде. Мило ми е што те гледам. Како си, бе? Добро, ти... Добро, не треба, дојди вамо. Дојди, не те бацам. Слушај вамо, земи ги клучевите од колата. Банката ги дадов потребните и упатства. Отвори сметка на твое име. Тогаш јас ќе ти ги префрлам парите на таа твоја сметка. Искрено, моите соништа се остваруваат, не ми се верува. Верувај. Ерол ќе дојде со тебе во Мармарис. Кога ќе го купите минибусот, Ерол ќе се врати со мојата кола. Жив ли е тој или? Жив како не, отеше до Доцна. Ама не грижи се. Што и да му кажеш, ќе направи. Сеш до некаде ќе му кажеш да те чека. Ќе го направи тоа и нема да прашува зошто треба да чека. Така да знаеш. Добро тогаш, одлично да ти кажам. Тој знае кога ќе го купиш минибусот во Мармарис, тој ќе се врати со мојата кола. Ти не грижи се. Ајде. Добро ќе, средам се. Ајде, тргај си го. Ајде, јунеко мој. Немој, не треба. Ајде, оди сега, ајде. Благодарам. Оди. Ајде.
Вржи го појасот. Добро, ќе ставам како прв пат да влегувам во кола. Господе Боже, види го што ми зборува. Ќе се врзам, ајде бе. Така. Добра работа. Сонгјун? Што правиш тука сама? Даде Огјун спие. Тато и Ерол излегоа, имаа работа, а нас не доверија на Севишниот. На вакви денови тато не оставаше со Дада Емине, ама... Малку се скарани сега. Освен тоа Дада Емине ќе заштити или Господ? Ај, што зборуваш? Се разбира Господ. Не ги штити ли сите? И јас го кажав истото, нели? Ај, Назгјун, може ли да одиме кај Смаиловци додека спие Дада? Ајде да одиме. Чекај, и јас ќе дојдам. Имам работа со Лаз и Измеил. Ајде. Ке ти дадам 500.000 лири за твојот имот. Ебе, ти рече милион, треба да биде милион. Не реков милион, не реков. И нели така му каже на Коптагел? Не реков милион. Добро, ама велам дека треба да биде милион. Ако велиш така, добро. Дозволи ми да предложам нешто и ти ке го прифатиш тоа, добро? Ајде, кажи ми, добро? Зборувај. Знаеш, дека имам 4 ќерки, така ли? Да. Набргу ќе се венчаат и ќе создаваат фамилии. Нека се венчаат. Сега, заради тоа те молам да ја спустиш малку цената, да можам да ги направам свадбите. Ама зошто така? Епа, затоа што те замолувам. Овој попусти без тоа ќе ви се врати. Не грижи се, не грижи се. Како ќе се врати? Ќе се врати некако. Ако не се врати, ќе ви дадам една од моите ќерки. Значи, ти сега даваш 750.000 лири, а потоа ќе обашиш ќерката и ќе дадеш 250.000 лири. Значи се договоривме, нели? Да, добро, така нека биде, ајде. Само 250 од 250 ќе се вратат во целост, да знаеш. Нема да помине ни една година и попустот ќе ви се врати, да знаеш. Како ќе биде тоа, бе, јас не те разбрав. Добро, ајде, така нека биде. Се договоривме. Се договоривме. Одлично, сега се си дојде на своје место. Точно така. Одлично. Бог да чува, бе. Што правите, смилоци? Слушај, брате, биди ми жив и здрав, ама не исплаши. Зошто така возиш брзо и безобразно? Ти си безобразен, кепец Исмаил. Доста бе ти, не зборувај, макар едно. Да бе, имаме работа во Мармарис, одиме натаму. Ќе одиме и ќе се вратиме пред вечера, а? Добро, брате, добро, ајде, оди. Се гледаме. Среќен пат, ајде. Ерол, отвори ги очите. Да бе, не го тргвај сега, ајде, жити се, еј. Кепец ни еден. Ни трици, ајде, оди. Внимавај како зборуваш со него, ќе ти ја плеснаме, не? Ајде. Ајде. Ерол е многу смешен човек. Господ дека му се насме исто како што нам ни се насмеа. О, кој ни дошол? Каде сте вие? Седиме овде и вас ве чекаме. Ѓулџин, еве не дојдовме, мораше бабата да ја однесеме. Како си? Добро, а ти? Добро, фала. Отидовме по неа, ама таа не сакаше. Ни рече вратете се и дојдовме. Добре што си дојдовте веднаш дома. Да, си дојдовме, душо моја. Ти како си? Добра. Добре, деде, и ти, девојко. А не знам баш дали сум добре дојдена, бато Исмаил. Мора да ти кажам нешто. Што се случи, ќе ми кажеш? Вчера ја прак додека седеше во кафеаната, рече дека и се допаѓа Џунейд. И тоа го кажа пред сите. Што рече? Навистина во очи ми го кажа тоа, верувај. Што зборуваш, бе? Мојата јапрак го гледа оној малиот Џунейд. Да, така кажа. И ние бевме таму и ние видовме. Бе, јапрак, бе. Не уништи ти мене, бе. Не уништи ти мене. Од една страна Ферит, од друга страна оној малиот Џунейд. Зошто толку пати ме ние заради оние браќа? Зошто? Само малку. Што сакате вие од Ферит? Плашете се од Коптагел, например. Зошто? Затоа што татко ми сака да ја омажи сестра ми за Коптагел. Како тоа? Па секако, ако така мислите, Дузџин поминува многу време со Коптагел. Јасно ли вие? Разбирате ли? Абе, братче, не го забележали тоа пред малку му го дали автомобилот?
Јас има да полудам. Се колнам има да полудам веќе. Како и да е, ние да одиме. Атмосферата малку се загреа. Ајде се гледаме. Не, Наđun. Ајде се гледаме. Ајде, Ајде, поздрав. Ајде, среќен пат, реков. Ајде. Обе јапрак. Еми падна притисокот. Тогаш вака ќе го победиме Коптагел. Не само што ќе го победиме, туку и вилицата ќе му ја скршам. Абе брат, слушај ваму. Значи, Коптагел и не е баш толку добар. Со кого се бореше со Орешар? Опушти себе, слабак е тој, без гајле, Паќе, брат. простете, ама сакам да ве прашам нешто. Вие многу добро знаете дека јас сум против сила. Значи, бидејќи имам добри односи со Коптагел, не можел да дојдам со вас, не би можел. Бе, големиот куси. Се врати стариот куси. Добро бе, бато, добро. Без гајле. Ќе го средиме тоа, немој да се грижиш. Кажи ми, што рече човекот? Дека ќе оди до Мармарис и ќе се врати пред ручек. Што ќе правиме? Ќе трнеме ние на пат и ќе го запреме. Подоцна ќе го решиме тоа. Што велиш? Доаѓам со вас, браќа. И тоа прво Коптагел, а потоа другиот брат и потоа ќе истепаме целата фамилија таму. Слушај што зборува Лас Исмаил, ако сгреши еден човек, другиот има да го претепа и да го научи на лекција и да види потоа дали ќе се меша со нас и ќе се задева. Ајде стани. Чекај бе, застани. Ќе го убијам веднаш, не ме запирајте. Ќе видиме што ќе правиме со него. А што да правам, да седам тука до рано на утро? Ама те реков почекај. Чекај малку, полека, ладна глава. Смири се. Добро бе, бато. Не биди толку нетрпелив, ќе го победиме секако. Не можеш да бидеш таков. Срцето ми се стопи, носете ми се пресекува. Што се случува таму? Дојде некој? Кој може да е ако не е Ферит? Што правиш ти тука? О, што м прашуваш што правам, сме се смириле. Добро сум, што правиш ти? Не прашувам заради тоа, што правиш тука? Надпис. Еден поет рекол, заљубениот прави надпис за саканата. Дозволи ми да напишам Ферит ја сака Илгјун? Не, стануве од тука, стануве, ајде. Не знаеш никако да го напишеш надписот. Види, ова е мула, ќе го скршиш. Стани, ајде. Ајде, станувај, оди. Научи ме тогаш. Заедно ќе напишеме дека се сакаме. Што правиш ти сега? За малку ќе умрев заради оваа романтика. Види што правиш ти, срамота е, може ли вака? Ако не ти се допаѓа, најди си нешто друго за играње. Не си одам. Има ли друго? Добро. Ако не си одеш, ќе ми помогнеш тогаш. Добро, Ветуваш? ветувам. Што ќе правиме? Ќе чистиме. Не може. Велиш дека не си прошетал во Мармарис, а? Не, никогаш не сум шетел.
Доаѓавме да завршиме некоја работа и се враќавме. А господин Дузџин шеташе ли овде со девојките? Не шеташе. Сонгјун понекогаш доаѓа во Мармарис. Сонгјун вели шар гризе, значи, така, а? Таа се гледа дека доаѓала тука во Мармарис, да, се гледа по неа. Еднаш дојдовме на венчак, фатена за болекарот на Сонгјун. Срамота е, бе, навистина, срамота е. Да не прошеташ во толку убаво место. Навистина, тоа не е убаво, навистина, јас не го разбирам тоа, значи. Судбина, дај Боже, ќе прошетаме. Што гледаш? Ништо. Види го. Што ќе правиме? Малку ќе го разгледаме Мармарис. Бе, пријателе, види го ти ова. Ерол, ти давам 2 часа одмор, додека не сум тука, оди, прошете и разгледа го Мармарис убаво, ајде. Добро, ама ми рече да те донесам и да се вратам. Ама, како рече? Оди со Коптагел и потоа врати се, така? Да. Абе, главо, мудра главо. Види, јас ти ја нудам мојата добрина, разбираш, ќе прошеташ 2 часа и ќе го разгледаш убаво Мармарис. Ајде сега оди, прошетај, јас имам една работа, ако треба нешто, ќе го окренам телефонот, ќе те барам. Добро. Абе, синко, нема ли да прашаш каква работа имам, бе? Јас не те разбирам, тебе ништо не те интересира. Не, зашто да прашам? Абе, види. Абе, како само нервираш луѓе, значи, жими се, многу си чуден, еј. Ајде оди, прошетај малку слободно, ајде, летај. Чекај бе, кесите се во колото, дај ми ги кесите прво. Сите кај се извади ги. И полека, ме слушаш да не извалка школата. Чекај, ти знаеш ли да возиш, бе? Знам, господине. Ајде тогаш. И пази да не извалка школата. Господе Боже! Каде ли е? Ало! Братче, каде си ти, бе? Каде? Сега се загрижив. Чекај таму, веднаш ќе дојдам, не оди никаде, слушаш, само... Слушај, не оди на другата страна од улицата, добро? Еве, доаѓам веднаш, доаѓам. Еве, доаѓам. Еве сум јас. Каде што ми кажа, таму сум, ајде. Ајде, бе, чекам, не е проблем, ајде, побрзете само, важи. Еј, слушај ме внимателно, значи, треба да возиш полека, значи, внимавај на кочниците, не гази многу, слушаш? Еј, аме не ве гледам, уште не се стигнат. Гледам, бе. Дојди, мамо, ајде вози. Вози, не ме гази сега, еј. Ајде. Еј, абе, душо. Срце мое, види каков минибус, бе, абе, еј. Што е ова, бе? Газим. Тргни се, бе, тргни се. Ќе те купам, еј. Еј, Господе Боже, душо моја, ќе те купам сега, еј.
направи? Ферит, зошто ја фрли чинијата надвор? Многу беше нечиста и стара. Не грижи се, ќе ти купам нова. Еј, чиниите може би се стари, ама ги миеме и продолжуваме да ги користиме. Остави ги сега. Многу беа стари. Има комплети што содржат 500 парчиња порцелан, ќе ти купам еден таков. Тие ќе ги користите тогаш. Многу смешно. Што е смешно? Ќе го купам како мираз. Ќе станам селско дете. Сепак целиот мој мираз ќе дојде во оваа куќа. Извини, на раката потурив. Да. Многу ли си изгоре, кажи? Изгориме. Изгориме, ти реков. Освен тоа, можам да страдам јас. Можеш да ме оттурнеш. Повеќе пати можеш. Коптагел каде? Го остави во Мармарис, а кој ќе заврши работа ќе се врати. Што стоите овде на улица како некои мафијаши, а? Не зборувај многу бе, не довете не ден. Гледај си работа, ајде. Што е? Зошто? Ерол, ајде оди. Одиш. Аги, Коптагел доаѓа. Што е бе, момци, што има? Абе, што е бе, што се случува? Луди ли сте? Дојди, Кој си ти бе? Кој си ти? Не бе, не бе! Патко! Полека, што правите вие? Чекай! Што правите бе? Ерал, кој си ти бе? Ајде губи се! Ајде оди се одовде! Имаме работа со тебе! Бегај бе! Ајде бегај! Чекај, вас остави, јас да Еј, Е така. Сега ќе видиш ти. Удри го. Добре, слободно. Тргнете се. Удри го посилно, бе. Немој. Истанбулец. Сега ќе видиш, а? Што е, плачеш ли, а? Добар ден на сите. Добар ден. Добар ден. Добар ден пак. На сите добар ден. Добар ден. Но Фикри, дојде да види старшината. Господи Елмас, поведете, седнете тука. Благодарам, господин Поведете. Дузгион. Седнете. Благодарам многу. А, така. Господ Гелмас, добар ден. Добар ден. Коптагел не е овде, така? Не, отида во Мармарис. Еј, Дујджун, Фикри, се смиривте ли? Машала, машала. Бабо, се договоривме за тоа. Како? Како се договорите? Сега тоа е тајна. Од ја која кажеме ќе не урочат, ама износот е прифатлив за двајцата. Добра е, добра е. Токму така. Многу добро, браво. Машала, машала. Господи Боже, простете. Ерол, што се случува, бе? Што е ова брзање? Исмаиловци го тепаат Коптагел. Што? Да, и тоа се собрале сите тројца го тепаат. Бе, кој си ти, Исмаиловци, да го тепаат Коптагел? Ајзете, трчај. Штате ваму, дојда во ту двори ги степа газдите. Ке им покажам јас многу добро на нив. Чекај малку. Зошто им се дереш ти на децата, а? Прво научи да разговараш како човек.
Види, ама господине Фикри, го претепа син ти. Да, зете, син ти. Господине Фикри, ама ти веднаш се расправаш. Што ти е гајде тебе, бе? А што ти е гајде? Прво нека научи да зборува како човек. Те Фикри, ти да не полуде. Тебе ли треба да те прашам како ќе разговарам? Да. Договорете судење, казнете ги како што треба и да ги стерете од селото. Овде нема девојки за нив, не сакаме таква мафија во селото. Еј! Вие сте мафија, вие. Господин Фикри е во право. Вие Ама сте тие мафија. таму тепа момче како некои разбойници. Како може да сте без срце вие сите овде? Ако го тепат, тоа значи дека направил нешто за да го тепат. И ти, ако си заслужил, ќе си го добиеш и ти како... Што е ова, бе? Минибус. Што е ова? Koptagel. Ai, Koptagel.